повод еден наш проект што е започнат веќе повеќе од една година, Bacchus Classic Car Rally, еден тип на настан со историски возила што до сега не е одржан не само во Македонија, туку и пошироко во регионот. Прво издање на ова релија, како што споменав. Идејата да го направиме токму ова релија во овој формат е од таму што во изминатото кои не познаваат, знаат дека со Игор сме дел од скоро сите квалитетни настани поврзани со автомобили и со мотоцикли во држава. Сакавме на таа наша 20 годишна работа да ја даеме некоја круна и да ги трасираме новите 20 години во нашиот, да кажеме, свет со Алтемирите, и Бахусот е токму едно такво нешто. Настаното е меѓународен карактер, значи релито е со учесници од не само од Европа, него од целиот свет. Имаме потврдени 20 екипажа кои доаѓаат од 10 држави. Возилата не се многу на број, но државите од кај што доаѓаат и квалитетот на возилата е секако како што треба за овој тип на рели, значи премиум. Тоа што не разликува, што споменав, видот на релито со останатите настани што биле до сега организирани е што во ова рели е буквално all inclusive и третманот е, можеме слободно да кажеме, на повисоко ниво од оној што го имаат учесниците на милја, затоа што за сумата што ја уплаќаат како котизација, ние обезбедуваме све вклучено од 5 звезди хотели до пренос на багажот од еден хотел до друг хотел, до врвна храна во вечерните часови, заедно со нашите партнери, дегустација на вина, транспорт на возилото од Европа до Македонија и обратно. Значи, буквално да немаат никаква грижа, затоа што за време на промоцијата, заедно со Игор што ја правевме на повеќе од 7-8 настана низ цела Европа изминатата година, на сите кои ќе го видат и кои ќе го кажеме каде, прв момент им беше дека е супер, втор збор им беше да, но нас не е далеко. И одма тука доаѓаше она нашето знаеме дека ви е далеко, затоа во таа цена ви вклучен транспортот и од тука веќе ги, да кажеме, ги добивавме како наши учесници, зашто кога тој проблем ќе го решиме со солуцијата транспорт, веќе нив им е интересно, не име нешто далечно што е убаво, но као што вика далеко за нас. Или Игор да додаде. Да, важно начално ми кажа причините зашто е ова рели направено. И околу тоа не би се враќале, бидејќи го сметаме Бахусот за, да кажеме, за круна на нашето творештво. Ја би споменал повеќе околу возилата, околу трасата и околу генерално околу програмата, баш ги ме дополни нормално. Значи, ние се погриживме ова рели да биде, како се вика, да биде на ниво на релијата кои што се случуваат во Западна Европа и по формата и по начинот на организација. Значи, возилата кои што ќе возат на Бахус во принцип се одброени внимателно, затоа што сакавме да донесеме во Македонија возила кои што не се видени или кои што се ретко видени на нашите улици. И затоа има еден, да кажем, еден шаролик спектар на возила кои што се примамливи за око, не само како име. Така да во однос на тоа може да издвоиме, например, Porsche 356 SC. Тоа е едно прекрасно возило, спортско возило од 60-те години. Jensen Хилито 73-та година, кој што е еден родстер
еднаш кога видев во Македонија, важен го возеше едно време, многу кратко тука, како собственик. ГТВ-то, Алфата, Вилјадарката, и да не ги набројуваме, имаме MG од А серијата, така да имаме возила кои што се прилично интересни, имаме вози, имаме учесници кои што доаѓаат од сите страни на светот, значи Америка, Англија, Белгија, Германија, еден спектар на учесници од, да кажем, од повеќе држави во светот. Доаѓаат, зашто доаѓаат? Доаѓаат да искусат прво една нова дестинација за конзумирање на историски возила, нова една територија која што за нив е неоткриена, да доаѓаат да пробаат македонски вина кои што за нив, за повеќето од нив се уште не се пробани и откриени и така натака. А ние на сето тоа налекуваме малку историја и малку кујна. И мислам дека тоа е една добитна комбинација која што ќе ни го задржи интересот да додат пак. Втора работа, со Бажа направивме еден спектар на возење кој што обединува 3-4 различни форми. Значи, возиме по Вардаријето. Вториот ден стигнуваме на море, третиот ден сме на бања, четвртиот ден сме на езеро, петиот ден сме на планина. Значи, буквално ги опфаќаме се што е интересно да се извози едно историско возило како терен. Тоа внимателно го биравме, не е тоа само дека ќе отидеме до Грција на море. Внимателно го биравме рутата и во тоа ни помогна и еден наш добар пријател и специјалист за приготвување на овој вид на ревија, Александрос од Грција, кој што беше креатор заедно со Дарко тука, беа креатори на патната книга и кој што ги одбра делниците во Грција за возење. Така да, сублимација на целата ова работа е околу 1060 км собрани во 6 дена, 27 специјални етапи. Етапите се прилично интересни и ставени се на невообичаени локации, попатни, кои што ни самите учесници нема да ги добиат во патната книга, него ќе треба сами да ги пронајдат во тек на возењето, што е една така интересна пикантерија, бидејќи во главном другите историски релија се возат по патна книга каде што се зададени брзински етапи. Ние во нашата книга тоа го чуваме како изненадување за учесниците и тоа би требало да им даде една дополнителен ангажман, да кажеме, во возењето, малку да бидат секогаш на штрек, да не бидат допуштени во возењето. Така да, тоа е во однос на учесниците и во однос на возилата. Само би ги додал тука, пред да дам кај Баже следната ставка, тука би сакал да ги споменам на нашите партнери, Тиквеш и Бовин Бинаријата, кои што застана силно и одлучено во поддршка на овој проект. Не следат уште од минатата година, кога веќе почнавме да го градиме релито и сме многу горди на тоа. Втора работа е тоа што покрај поддршката, да кажеме, вербална и финансиска, они се вклучува и со вино, значи имавме на располагање интересни вина, типично македонски сорти, розија, кои што ни беа достапни да ги презентираме на германската публика, на нашите настави на Швенцинген и на Штутгарт и на лелијата кои што ги возиме со Бажа, значи каде дојдевме, го носевме нивното вино со нас, со намера да го презентираме на потенцијалните наши учесници и да им доловиме што тоа ти пробуваат они
учествуваат на ова рели. Релито е влезено во календарот на Светската асоциација за олтајмери FIVA и е едно од сите тие меѓународни релија што не се многу, тие се FIVA настани во годината со околу 20 настани и да кажеме ние сме еден од тие настани, што ни дава уште поголем кредибилитет и признание за тоа што го работиме. Партнер на нашиот настан ни е Classic Gala Schwenzingen, тоа е најголемиот конкурс де елеганс во Европа, кај што се одржа изминатата недела, каде што беа во барокниот дворец Schwenzingen избрани околу 200 ексклузивни олтајмери, навистина ексклузивни, и настанат е со 20 годишна традиција. Со нив имаме одлична соработка и се надеваме дека заедно со партнери како Schwenzingen и како FIVA ова прво издание само ќе го отвори патот, но допрва наша работа е тој пат да го трасираме и релито да го донесеме на ниво кое заслужува да биде, значи да биде во рангот на Рели Монте Карло, на Миле и на настани од тој тип и формат. Интересен факт е што низ архиви слики кога собирав за самото рели, попаднав на две интересни фотографии од плоштадот во Скопје, што бил во 50-тите, 60-тите и 70-тите години точка каде била стоп на брзинската етапа на Рели Монте Карло и Рели Акрополис. Така да овие врвни релија поминувале од Скопје и Скопје било од секогаш дел од вакви настани, но за жал во поновата историја не е. И јас и Игор имаме задача, значи, да се погрижиме не само да биде, туку да биде делот каде што такви настани и самиот настан ќе започну. Така да имаме еден предизвик, таа една фотографија со истото Porsche 356 SC на Рели Акрополис од 60-та година, да ја поставиме и да биде рекреирана во денешно време истото возило, истото место, само друго рели. 4-та година. Ова е улицата што поминува поред Трент и што оди на кај таксистите. Така. Позади е плоштадот. И тука била, значи, старт и стоп на брзинска контрола и ете пише Рели Монте Карло, 64-та година. Тогашниот градоначалник им го одобри. Да, за жал, тогаш смеело, денеска не смее. Сега Даниела не ми го одобри. Да, сега ќе ја покажем. Истата уличка е ова, сакаме ние да го направиме со знамето, со стартерот, со возилото, само место Рели Акрополис контроле да пише Бакус Класи. И да направиме паралела 6-2025. И Бугарија и Романија немаат таблички за историски возила и с некои од нив се уште немаат. Кај нас табличките за историски возила постојат веќе 20 години. Над во фијатчето со така. И од една таква реалност ние се сведуваме да не викнат у Тирана на конференција, FIVA конференција и организаторот во Тирана да практично не импресионира сите нас. Сега, знаеш како, од една таква реалност, ние се сведовме дека кај нас нема ништо, буквално, осем спорадични организации на локални панаѓури. На панаѓури. Добро, се треба да има. Да. Меѓутоа, буквално овој проект е направен од таков еден порив, затоа што треба да се знаат и нашите тука внатре и тие околу нас дека не го измислиле тркалото, пошто се вртало тркалото, ете позади нас има слика. Да, И се вртало у Скопје. И затоа ќе го има нас. Без разлика на се, значи ете тука гледаме дека тоа може да го снимате, да го пишете. Значи Рели Монте Карло поминало и 50-та и 60-та година низ Скопје, поминало низ плоштад, поминало низ Камени мост. Годинава Даниела не ми даде одобрение да старта возилото од плоштадот на Да, стартот ќе биде од таа причина што оваа улица веќе не е улица, плоштадот е забранета зона само за не знам кој во државата, за никој фактички. И да, не е важно, стартуваме од плоштад Јадран, таму ќе биде рампата стартна
како што си треба за Рели. На 27 септември е во 19 часот церемонијалниот старт, а официјалниот старт на етапата е на 28 септември во 9 часот на истиот плоштад. Фактички вечерта ние правиме еден церемонијален старт за публика, со рефлектори, со представување на секој тим еден по еден со водител и правиме, да кажеме, едно како што треба на Рели шоу за да го запознаат Релито генералната публика. Релито се стартува во недела со стартот на првата етапа. Интересно да се каже дека ќе има една делница од 1 километар кај што учесниците на Релито во сабота вечер, возејќи го тој церемонијален дел, ќе ја поминат точно означен километар за да направат усогласување на километражите на своите возила, зашто луѓето се сериозни учесници на ваков тип настани. Значи имаме возила, например, од Швајцарија, учесник кој учествува на ваков тип релија во Јужна Америка, во Африка, буквално низ цел свет. Тоа е интересно Volvo P544, кој е како уметничко слика цело и шарано, многу специфично возилце и многу интересен тим, што буквално оцениле дека од сите тие релија што ги возеле, ова треба да им биде во нивниот календар и ги имаме како гости. Така да генерално ние тоа е што би моле да кажеме. Да. Прашање доколку имате. Па само да докажам за Рутава и за Сатница, може би ќе биде интересно за другите читателиве на медиумиве. Значи стартаме, рековме 28 околу 9 сата од Јадрен. Околу 11:30 сме стигаме до Штип, пред музеот до центарот на Штип. 1 октомври сме во Охрид, на плоштадот доле на пристаниште. И 2 октомври сме финиширани тука во Хилтон. Сега овие точки ги кажуваме со цел и со намера за сите луѓе кои што сакаат да ги видат автомобилите, сакаат да го видат тој карват, таа атмосфера. Значи на тие точки ќе бидеме статични, таму може да ги видат во околите, пошто ги видат таму околите изложени најмалку 1 сат. Така да тоа се точките каде што луѓето покрај движење ќе може да ги видат и статично возилата. 2 октомври тука. Да. Кој време тука, знаете кој време треба? Тука стигаме околу 5 стигаме. Одлично. Да, четврток е како ден. И ќе направиме во сетап надвор околу, значи, фонтаната на хотелот, така да. После 5 би требало да видиме, може ќе ги забавиме и малку за да ги путнеме гужви скопски. Да. Како се вика, Измеѓу гужвите пред протест. Во тој гам треба да влезе. Баш така. Така да, тоа е нешто што би го издвоиле на Пресов. Сега нормално с прашања стоиме на располагање за се каква информација да дополниме. Предходеше организацијата, колку време требаше да се организира ваков настан, од каде почнува практично? Значи, време? Како што кажав, повеќе од 1 година, значи ние кога почнавме да го организираме година и половина имаше, луѓето во Македонија ни вика тоа е до година што опште сега почнувате. Мислам, секој што работа настани знае дека за оваков обем и големина на настан, милионараден поготово, дури 1 година е мало време за да се успее све да се организира. И ние, да кажеме, после година и половина работа, пак за оваа последна недела имаме елементи што треба да ги довршиме, за да кажеме дека сме на 100% готови. Почна приказнава, почна на едно винско рели во Германија практично. Во близина на Бажи кај што живее се случува тоа рели, се вика така винско рели. И таму уствари почна инатот. И германците се фала дека има тука бело вино. Јас се надевам дека така Ивица е по-вински стручак, он може да каже дали е така или не. Ја не сум толку добар познач на виното. И практично тука рековме со Бажа, да им кажеме на германците што вино имаме ние во Македонија и каква храна ќе може да пробат во Македонија. Олипи, не се нервирај,
Не си германец, ти ще си наш. Така да, тоа беше практично инициацијата на Реливо. Тоа беше лани, значи 24-та недека во април-мај месец, горе-горе. Од таму почна приказната. Приказната продолжи, како што кажаме, Швенцинге лани, уште 2-3 ревија во Луксембург и Германија лани, годинава рековме Штутгарт, рековме 2 релија Баден, изложбата Швенцинге сега во септември, значи буквално повеќе од година и пол го спремаме ова што сега го спремаме и моментално ги правиме последните припреми за лето, меѓу кои ова пресконференција на